Добро дојдете во моето ново видео. Мајка ми нека ми каже нешто. Што ќе кажеш? Здраво, се спремаме за спиење. Да. Како ви на вас? Вас ви тешко или лесно ви? Сега ние сме така уште малку тешка ситуација, но за мене не е тешко, мене не ми е тешко. Јас имам многу позитивна енергија имам јас и не ми е тешко, ова мислам дека е така со цела Македонија сега, дека сите чекаат да се решат проблемите и да се решат проблемите и да биде најбо и да пееме, да се смееме, ќе пееме и мене што ми е најважно, јас секогаш ќе победувам во шах, секогаш и немојте да се лутите, оти јас сум експерт за шах, јас сум махер за шах и јас сите ќе победувам во шах. Веќе кога беше Иле кај нас дома, на баба ми брат и тој играше шах, игравме и баба ми викаше, баба ми секогаш кажуваше дека тој знал дека тој знал повеќе од мене да игра шах и после јас играв шах, ама ме победуваше и дојде едно дете тогаш кај мене и му рече на тоа детето, се викаше Марко, и му рече Марко, овај Марио за мене му кажуваше попушти му Марио во шах, нека те победи. И јас добро, ќе му попуштам. И висина му попуштав и Беше среќен, Марко. да, беше среќен. Марко, тоа јас многу знам да играм шах. Ние бевме тука во еден шаховски клуб. Јас одев овде во еден шаховски клуб и Мајсторот го победи. и не мајсторот, туку тој е австралиецот што е. Мајстор беше. Не знам, австралиецот беше и јас викај да играме заедно и се собра сите деца и мајка ми беше тука и ме снимаше мајка ми и јас ми рече за мене ова е опасен, ова е опасен, знае многу знае. И мамо ти што му рече, не го кажи. Да му кажа дека долги години играш. Му кажа дека си го усовршил шахот добро. Само што не си активен. Да, не сум. Јас за мене што има среда овде. Среда јас одам, ама има и петок во Френкстон. Има и во Френкстон има и во петок таму еден шаховски клуб, ама не знам каде е. Јас со тоа работев што ми беше со спорт, хоби, добро, професија и друго. Се уште не знам што сум од тие работи. Мислам, знам што сум. Од спорт сум најмногу бодибилдер, затоа што тоа ја знам многу го можам. После шах, после бодибилдинг шах, па после шах иде што одеше не, цртањето е четврто, пето таму некаде на ниво. Нешто друго беше, ама после одеше цртање, па математика, па читање книги, така нешто, јазикот. И ето тоа беше тоа. Нас овде ни е многу добро и Само што е малку ладничко. да, па зима е веќе, зима од 1 јуни почна зимата овде. И чекам утре, ако утре не ми се донесе шахот, ја веќе го чекам 3-4 дена шахот, ако утре не ми се донесе шахот, јас немам што ги направам. Треба да ми се донесе, треба да ми се донесе шахот. Дека јас имам многу, ама сакам уште еден да имам. А тој што беше 29-тиот што ќе биде, тој ќе биде како што има во Скопје таков шах, тој беше дрвен, ама од тој шах, значи, од тој шах ми остана уште она шаховското ми остана. И кога ќе одиме во Скопје, таму ќе купиме таков дрвен шах
И како што имавме, а овде ќе купам таков на магнет пластичен како што имав овде во Мелбурн и ќе го носам во Скопје ќе го носам, па тој од Скопје што ми беше ќе одам во Скопје таму ќе купам таков затоа што овде нема таков. Таков ќе купим во Скопје дрвен како што има во Скопје. И тоа е тоа за ова видео. Што друго да ви кажам, не знам. Така, значи Поздрав до сите. до поздрав до не до сите, поздрав до Скопје и до населбата Гоце Делчев. И тоа е. На 11 ноември јас ќе знам што сакам најмногу од тие работи, од спорт, хоби, добро, професија и друго. Ќе знам што сакам и така ќе биде. А најмногу ќе видам тоа што ќе видам најмногу од тие работи. Така да сега тоа е тоа. Деновите мене ми поминуваат многу добро. Секојаш излегуваме со мајка ми, одиме овде се шетаме околу во Френкстон, одиме во Кизбара, во Френкстон и мене ми многу добро. Слушаме музика внатре во кола додека ме вози мајка ми. И јас сега чекам да си земам за кола. За кола сакам да положам за кола и да возам кола, да имам водачка дозвола. Затоа што сакам повеќе да бидам слободен. Повеќе слободен сакам да бидам. И сакам да имам една кола. Не знам тоа кога ќе биде. Ама има и на македонски, овде прашањата се за полагање за кола се на македонски јазик, ама не знам тоа. Да, нас ни кажа дека на македонски јазик имаме таков да научам на македонски јазик, да не се мачам на англиски, затоа што не разбираме толку многу англиски. Ја разбирам, ама не разбирам толку. И сакам да положам за кола и да возам кола. И тоа е тоа. Друго што, значи, Сега за сега толку. Што друго да кажам? Еве јас ослабнувам. Денеска бев неверојатни килограми, не сакам да ни кажам зашто многу сум среќен. И утре мислам дека ќе бидам. Не, чекај. И утре ќе се мерам, да видам, утре ќе се измерам, затоа што денеска малку јадев. Малку јадев денеска, после 5 саат попладне, ама не ми е ништо, затоа што и тоа јадев после тоа, па беше одлично. Беше многу ниско. И видов дека сум многу ослабнат. И тоа е тоа. Значи, друго нема овде што се прави уште, у истата населба сме, нема што се прави. Мислам, забавен, не е забавно, тоа е работата. И не е забавно и мораме да излегуваме секој утро така да одиме од 10, 11, 12 така нешто на план да излегуваме, затоа што нема што се прави, излегуваме со колата, се шетаме со мајка ми и доаѓа социјалниот работник што е и одиме и со неа. Одиме со неа да се шетаме и е многу убаво, баш добро се чувствувам. И тоа е, значи утре ќе видам колку килограми имам. Денес јадев како што јадев завчера. Значи нит многу, нит малку, баш најнормално. Ама се контролирав, не јадев многу, јадев најнормално. Нормално јадев. И сега ќе видим утре, можеби ќе бидам
и под таа цифра. Да, и затоа што денеска испив многу чаеви, тој што ми е за слабење чајот го испив, едно 5-6 чаши испив. И тоа е тоа, ќе видам. Не можам веднаш да ослабам јас, толку да бидам до 90 или 80 килограми, ама ако правам така како што треба да правам, ќе бидам ослабнат 90 килограми или 80 килограми. Мене ми треба да ослабам до 80 да бидам килограми, затоа што сум висок 1,80 сантиметри. А таа жена кажа, ако сум висок 1,80 сантиметри, тоа што треба да бидам 80 килограми. Значи колку што ти е висината, толку килограми треба да имаш од вториот број. И тоа е тоа за ова видео. Друго нема што да ви кажеме, видите какво е. Тоа е тоа. Јас пеам секој ден, јас кога беше лето овде, цел ден бев надвор, сончево беше времето и цел ден пеам, и музика слушам и пеам до безпрестан така цел ден и после доаѓав дома, седнував и безпрестан така пеев цел ден, секој ден. И мислам дека сум ја пеач, ама треба да видиме со тоа, треба да се проба, да видам дали сум јас пеач. Ако сум пеач, треба да продолжам да пеам треба да продолжам да пеам. Ако не сум пеач, јас мислам дека може ќе каже професорот или професорката ќе кажат дека имам малку гласот ми за пеење, ама нема да кажат мислам дека сум 100% за пеење, затоа што мислам дека не сум за пеење, мислам дека сум за нешто друго. Тоа од спорт најмногу можам бодибилдинг да бидам, боксер, пливање, тие 3 спортови можам да бидам најмногу. И тоа е. Јас запишав тоа и извлекував такви ливчиња што сакам од спорт, хоби, добро професија и друго да бидам. Извлекував и ми се паѓаше нешто као тоа, ама џабе, не знам што е работата јас. Треба нели кога ќе се извлекуваш нешто, не знаеш па извлекуваш, што ќе се падне тоа од тие работи, ама џабе, мене ќе извлекував читање книги секакви. Ама тоа не го правам, значи не го правам секој ден, треба секој ден да го правам секој вечер со љубов, со огромна желба и треба да го правам и да уживам во тоа максимално. Ама ете не го правам тоа. Нешто друго сакам, нешто друго така сакам, ама никако да се одлучам од тие работи што сакам и ќе ми се падне нешто, ама после па не ми се допаѓа затоа што кузнеш нека глупост, глупост. Ја реков што сте, тоа се глупости. Кога не можеш да направиш, а нема овде ништо, нема овде од што е. Значи овде празно е, нема ништо од што е. Значи тоа дека е глупост, некоја безсмислица, некој нонсенс, така е, тоа е безсмисла нешто, без никаква смисла. Безсмислица е. Еве ќе се почекам да видам што сакам од работите, од тие работи и тоа е. Има многу работи кои треба да се променат и да не биде така. И дури повеќе од многу работи. Може да се 1000 работи, може да се 500 работи. И тоа се треба да биде и решено, да нема никаков проблем со тоа, да се исчисти, да се среди тоа. Ете времето ќе го исчисти, ќе го среди тоа и ќе ми се каже, мислам ќе знам, ќе ми се каже за тоа. И
Јас сега мислам дека најмногу сакам да слушам музика, да пеам и шахот што го сакам и толку. И таа круната што ја имам, така се мислам дека сум тоа што го сакам е многу, ама и тоа не знам дали го сакам многу. Значи ништо не знам, ништо не се знае од тие работи. Треба да помине време, но добро време да помине. И тоа самото ќе ми се каже мене. Самото ќе ми се каже ќе речеме да, тоа сум ќе почувствувам дека го сакам, ќе речем го сакам тоа најмногу и така ќе биде секој ден и секоја вечер, секогаш. Ја мислам дека е музички инструмент некој, зашто тоа никош не сум го пробал, тоа ми остана недопрено. И сега можеби сакам на гитара да свирам, можеби на пијано сакам да свирам, можеби на саксофон сакам да свирам. Џабе, не за тоа џабе, туку сега за сега, бидејќи не правам ништо и дека можеби се лажам дека тоа го сакам, можеби не се лажам. Не знам, не се знае за тоа. Ќе дознам со текот на времето, ќе ми се разјасни тоа и ќе ми се ичисти и ќе биде чистено и ќе знам. И тоа е. Значи, и тоа е. Тоа беше тоа за ова видео. Ставете лайк и субскрајб и ќе се видиме во наредно видео.